Српската врска или излегувањето на Македонија од прегратките на Милошевиќевата Југославија останува како главна теорија за причината за атентатот врз председателот Киро Глигоров, сметаат дел од учесниците на конференцијата по повод 30 години од атентатот врз првиот македонски председател. Како втора причина се наметнува и ставот дека 30 години немало желба од ниту една влада да се расчисти грозоморниот чин кој ги вознемири граѓаните на 3 октомври 1995 година. Политичкиот амбиент беше исклучително сложен и во тоа време СДСМ имаше целокупната власт во сите институции. ВМРО-ДПМН беше партија во опозиција и беше под силен притисок на власта. И во тоа време имаше проценки очекување дека може да се случи атентат над председател Киро Глигоров, но службите не сватија таа сериозна можност или закана. Според поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов има многу пропусти во целиот процес по атентатот. Не се спроведени ниту добри оперативни мерки за обезбедување на материјални и нематеријални докази, ниту пак е водена правилна истрага. Според Љубомир Гајдов, кој добро ја познава внатрешно-политичката сцена, преземањето на владина одговорност, а не одговорност на ресорните министри довеле до разводнување на постапката и неоткривање на екзекуторите. Професор Свето Шкарич, професор по уставно право, колега на председателката Сијановска, кој во своето 8 издание на уставно право и во својата книга Научено толкување на уставот кажа две многу важни работи. Дека првпат во историјата на државата и правото колективен орган, владата на Црвенковски, ја превзима вината на министерот Фрчковски. И второ, во историја и теорија на право и филозофија на право не постои институт понудена оставка, или оставка или не оставка. За 30 на години државата не успеа ни да го превенира атентатот, ни да открие кој го направи тоа. Конференцијата предвидува анализа и подсетување на што е или не е направено на и после кобниот 3 октомври 93-та. Претходната се случи пред 15 години, но дебатата уште повеќе дилемата за тоа кој го изврши атентатот останува.